Продолжува политичкиот ќорсокак во Македонија. Ниту власта, ниту опозицијата за сега ги немаат бројките во собранието неопходни за исполнување на нивните цели. На мнозинството за уставни измени и вметнување на бугарите, на ВМРО ДПМН и коалицијата за распишување предвремени избори. Јазот, според ситуацијата, не беше ниту намален, а камоли надминат на лидерската средба. Премиерот самиот потврдува дека има сериозно несогласување само со, како што вели, една или две партии кои не биле заинтересирани за европската иднина на земјата. Сепак, Ковачевски манифестира оптимизам. Можам да кажам дека најголемиот дел од политичките партии, и тоа доминантно најголем дел, се за продолжување на европскиот пат на државата, на исполнување на нашите обврски, секако имајќи ги во предвид и придржувајќи се строго до заклучоците кои што ги донесе собранието на седницата одржана на 16 јули оваа година. Имаше една или две политички партии кои што не се толку заинтересирани за европскиот пат на државата, јас нема да ги кажувам, нивните лидери тоа може да си го кажат, бидејќи сметам дека после лидерска седба секој лидер треба тоа да го каже, но сметам дека прво добро е што седнавме, има разлики, со ајде да кажеме 2-3 политички партии, меѓутоа кога ќе се седне и кога ќе се разговара, особено кога ќе се има во предвид иднината на државата, тогаш сметам дека постои можност и за зближување на ставовите. Како би дошло до зближување на ставовите во ситуација на толку спротивставени позиции, премиерот не прецизира. Другиот табор пак се сомнева дека е можно, како што го нарекува, преспа сценарио. Опозицијата повторува дека ќе нема промена на уставот во ваква ситуација. Немањето од двотретинско мнозинство Христијан Мицкоски сега го користи како аргумент дека токму затоа треба да се оди на предвремени избори. Кога на сите нас ни е јасно дека нема мнозинство од 80 пратеника, нема мнозинство од 2/3 во парламентот кое што ова го поддржува. Тоа е уште една причина повеќе да одиме на предвремени избори, затоа што единственијата политика на СДСМ и ДУИ во овој момент пропаѓа. Дали тие ќе го применат методот на преспа, па за уши ќе носат пратеници, па ќе се обидат на методи кои што се неконвенционални, со подкупи, со закани, со уцени и така натаму, не знам и не сакам да верувам, но имајќи го предвид карактерот на овие луѓе, се е можно. И затоа велиме, ајде на брзи предвремени парламентарни избори да ја спасиме од агонија нашата Македонија. Тоа е суштината, затоа бараме предвремени парламентарни избори. Позицијата на собранискиот спикер инаку Кадар Надуи, кој самиот присуствуваше на средбата во парламентот, е дека уставните измени не се прашање на мнозинството или опозицијата, туку прашање за иднината на земјата. Се однесува до уставните промени, мислам дека сите субјекти дадоа мислење дека не е проблем вметнувањето на други заедници во уставот и во тој момент фактички работа за уставни измени не е работа на интерес на мнозинство или опозиција, него тоа е суштина по која што треба да се оствари втората стратешка цел. Една од обврските на наши е уставните измени. Тоа е во смисла на интерес на граѓаните и на државата, а не во рамки на теснопартиските интереси. Информациите дека Алијанса за албанците, партија со 8 пратеници во собранието, преговара за влез во владата, премиерот не ги потврди, велејќи дека во моментот не се разговара за Алијанса да стане дел од мнозинството. Но и со тие дополнителни пратеници, власта ќе го нема потребното двотретинско мнозинство за успешно завршување на процесот на уставни измени. Од тука, прашањето е како ќе се дојде до промена на уставот, услов неопходен за продолжување на преговарачкиот процес, кој сега е во фаза на скрининг. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.